Централен дневник на К1 телевизија, добро вечер. И вечерва политичките партии продолжуваат со представување на своите програми во пресрет на предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември. Граѓаните имаат можност да слушнат поединечно од секоја политичка партија каква програма нуди. Изборот ќе биде нивни, а ние сме овде да ги пренесеме нивните излагања. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. За вработување и самовработување на младите промовираше Илија Димовски, носителот на листата од изборната единица 3. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Лјупчо Николовски во Велес. Трибина на тема Стоп за насилството врз децата се одржа во Кавадарци. Кредит во висина од 7.000 евра за лица до 29 години, дополнителни работни места за млади лица, за секое следно вработување уште по 4.000 евра со екстра поволни услови. Ова се дел од мерките за вработување на младите, кои денеска ги промовираше носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Илија Димовски. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Илија Димовски, промовираше низа мерки за вработување на младите. Кредит во висина од 7.000 евра за секое младо лице до 29 години за самовработување, а за дополнителни работни места на млади лица за секое следно вработување уште по 4.000 евра со екстра поволни услови. Сите фирми кои што ќе создаваат работни места за млади лица ќе добијат 4.000 евра за секое лице кредит со грејс период од 1 година и рок на отплата од 2 години и каматна стапка од само 1%. Третата работа која што сакаме да истакнеме е проектот Part-Time, кој што се однесува исклучиво за студенти. Тоа ќе значи дека секоја фирма која што ќе вработи студент ќе биде ослободена од плаќање на персонален данок и од придонеси за здравствено и пензиско осигурување за вработување на студенти. Четвртата работа која што сакам да истакнам е проектот за вработување на 100 најдобри студенти, значи секоја година 100 најдобри студенти од универзитетите во Македонија ќе добиваат вработување во државните институции. Младите пак од руралните средини кои што ќе инвестираат во земјоделски капацитет ќе добиваат грант од државата во висина од 10.000 евра, како и 10% зголемени бенефиции од програмата за рурален развој, потенцираше Димовски и истакна дека целта е што поголем број вработување за младите лица. Ќе продолжиме со проектот Купи куќа за млади до 35 години, проект кој што и досега се покаже како многу успешен. Продолжува и изградбата на фитнес зони, тениски, баскет игралишта, спортски и гимнастички сали, читални за студенти низ земјава, а како врвен приоритет е вработувањето на младите луѓе во Република Македонија, потенцираше Димовски. Вечерва во Велес предизборно се представува коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Колешката Сања Ангелова го следи настанот. Сање, дали веќе започна митингот? Сиромаши опустоши Македонија си заминува во историјата. Така кате се наоѓаме од предкинезијата почараци во Велес започна митингот, односно предизборното представување на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тука новината треба да се представат кандидатите за пратеници. Тука новината треба да се представи кандидатот за пратеник од изборната единица 3, Панчо Иганов. Исто така треба да се представи Лјупчо Николовски, кој што е носител на кандидатската листа од изборната единица 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Исто така треба да се представи лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да е во центарот. Инаку денеска во посета на Велес секако беше Лјупчо Николовски, каде што промовираше дел од предизборната програма која што е насловена плана за живот во Македонија. Предлагам да погледнеме од делот прилогот. Зголемување на минималната плата до 16.000 денари до крајот на 4-годишниот мандат.
просечна плата до 30.000 денари, враќање на парите кај граѓаните по основ на ДДВ во износ од 15%. Ова е предвидено во планот за живот на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, истакна носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 Јупчо Николовски. Секоја фирма за секое работно место ќе добие по 1900 денари. Уплатениот персонален данок од страна на работодавците за вработените за исплаќањето на минималната плата ќе го враќаме назад на работниците. Тој наместо во државата ќе се исплаќа на работниците. Планот за живот предвидува и поддршка на малите и средни предпријатија со цел создавање и креирање на нови работни места, истакна Николовски. По 108.000 денари за вработување на невработено лице до 50 години со услов да добива бруто просечна плата. По 162.000 денари за вработување на лица од ранливите категории на граѓани за да добива бруто просечна плата во државата. И по 72.000 денари за вработување на лица од администрацијата ако му се исплаќа бруто просечната плата. Во агендата на Николовски е и средба со граѓаните од Велес. А за некој маќа. И во право е. И не е само брат ми, туку и многу така како други што можевме мои да пријатели, погледнеме и од а самиот ваши прилог, пријатели и беше врсници промовирана, беа односно принудени да Јупчо заминат Николовски во страната. промовираше дел од изборната Оние што програма остана, насловена како план за живот во размислуваат да го Македонија. сторат Токму истото. оваа програма и Затоа, делови од програмата ќе биде моја промовирана и желба е вечерва сите пред паметни Велешани, и образовани млади каде што луѓе, како што кажав какви дека во Македонија своје има излагање ќе многу, има Јупчо да Николовски, добијат Панче шанса Иванов да создаат и живот туку, господинот во Зоран Македонија. Заев, Моја лидер желба на е Социјалдемократскиот иселените сојуз на да се Македонија. вратат. Инаку затоа- денеска Зоран Заев имаше и предизборно представување во Свети Николско, тој делови од програмата токму таму промовираше. Јас Токму останувам затоа, тука јас студио ќе го да го поддржам планот за проследиме живот во митингот, доколку Македонија. имате некои прашања Знам повелете, и убеден сум инаку дека се овој план одјавуваме. ќе го врати мојот брат, ќе ги врати вашите Сања, јас ти благодарам. Со повеќе информации се надевам дека ќе нема да успееме до крајот на денешниот дневник, меѓутоа веќе во утрешното издание на дневникот ќе имаме и многу повеќе информации околу самиот митинг. Ние продолжуваме понатаму, останете со нас. Новоформираната политичка партија Левица, која на предстојните парламентарни избори ќе настапи самостојно под реден број 11, со делење на промотивен материјал, денеска на градскиот плоштад во Кавадарци ја представи својата политичка програма и ги најави 15 ударни мерки. Во фокусот на Левица се работничките права и социјалната правда, но програмата содржи и мерки поврзани со образованието, екологијата, јавните простори, надворешната политика и друго. Не може олигарсите да ги представуваат земјоделци во парламентот, не може газите да бидат застапници на работниците во парламентот. Значи, континуирано 25 години се кршат работничките права, континуирано 25 години работниците работат, а газите се богатат. Земјоделците се најзагрозна категорија во нашата држава. Значи, земјоделците се оставени сами на пазарот, земјоделците не си знаат цената на своите производи, колку да ја продават, бидејќи цената на земјоделските производи варира од час во час. Не е толку сиромашна земја за да има толку сиромашни граѓани. Македонија е социјална држава, а имаме рамен данок. Мора да направиме прогресивен данок, каде што сиромасите или воопшто нема да плаќаат, или ќе плаќаат минимален данок, а богатите ќе плаќаат максимално ниво на процентна данок. Ова се историски избори за Република Македонија, на кои за прв пат работниците, сиромашните и земјоделците ќе имаат своји представници во парламентот, потенцираше Николов. Ги повикувам кавадарчани да застанат и да дадат поддршка на партијата Левица, која на овие избори во својата програма цврсто стои за работниците, земјоделците, граѓаните и сите што се обесправени кои во последните години константно ги губат правата и се посиромашни. 11 декември да го заокружат бројот 11, ние нема никогаш да ги изневериме и цврсто ќе стоиме за нивните права и ќе ги водиме во во борбата за подобар и достоинствен живот на работникот и на земјоделецот. Кандидатот за пратеник на оваа партија денеска ги повика кавадарчани до вербата да им ја доделат нив, бидејќи како што нагласија тие, граѓаните никогаш нема да бидат изневерени, а работниците и земјоделците заслужуваат и ќе имаат подобар и подостоинствен живот, потенцираат од Левица.
Со цел превенција од насилство и злоупотреба на децата, во Кавадарци беше организирана трибина на тема Стоп за насилството врз децата. Целта беше да се поттикне борбата против насилството и да се почитуваат правата на децата. Повеќе за ова Мартина Митков. Потребата од заштитата на правата на децата произлегува од фактот дека тие представуваат високо ранлива општествена група која што лесно може да биде изложена на злоупотреба и насилство. Според принципите, сите деца и млади ги имаат истите права, имаат право на најголем можен степен на здравје, право на бесплатно основно образование, слободно да го кажат своето мислење и да бидат слушнати. Децата и младите имаат право на добро воспитување, нивните родители или други воспитувачи не смеат да употребат сила и злоставување. По рамки на ова, а со цел да се заштитат децата од насилството и да се почитуваат нивните права, беше организирана трибина на тема Стоп за насилството врз децата. Секој дете заслужува да биде почитувано од страна на возрастните, да биде заштитено, да има среќно и безгрижно детство, за да може и сестрано, правилно, психички, физички да се развива. Но не секогаш околината може негативно да влијае врз психофизичкиот развој на децата и нивното насилничко однесување да предизвика агресивно однесување кај децата, кои што го рефлектираат со автоагресија кон самите себе или агресија кон своите другарчиња, тоа е хетероагресија со тепање или кршење на играчки или уништување на други предмети. Превенцијата е најефикасниот облик на борба против злоупотреба на деца, но бара посветени родители, граѓански организации, државни институции, на кои приоритет во работата ќе им биде примарната и почитувањето на правата на децата, вели Трајкова. Обединетите нации во 1989 година ја усвоија Конвенцијата за правата на детето и со тоа заштитата на детето на меѓународно ниво го доби најзначајниот акт за заштитата на децата како документ кој го имаат најголем број на ратификации од државите. Декларирајќи ја цврсто изразената волја за подобрување на правата на децата, како и воведување на минимум стандарди за здравствена заштита, образование и социјална заштита. Загадувањето на воздухот зависи од многу фактори. Од особено значење е совесното однесување на граѓаните. Употребата на нееколошки средства за загревање има големо влијание за загаденоста на воздухот. Доколку граѓаните своите домови би ги загревале на плин или пелети, ќе има позитивен ефект. Аерозагадувањето представува проблем за сите граѓани. За истото влијаат повеќе фактори, почнувајќи од индустриското загадување каде што го има, сообраќајот домаќинствата. И покрај затворањето на индустриските капацитети кои вршеа огромно загадување во земјата, сепак PM частичките се на високо ниво. Битола е на врвот на топ 10 по концентрација на PM10 частичките, потоа следи Скопје, а трето е Тетово. Веле се некаде 5 и 6, значи далеку сме од тројката која што е на ударно ниво. Меѓутоа, мислам дека за да се реши аерозагадувањето, да се намали во прифатливи граници, потребно е соработка и од надлежните институции, и од граѓаните, и од локалната власт, која што треба да обрне малку повеќе внимание на условите за сообраќај и брзото циркулирање на колите. За да се намали загадувањето на воздухот, потребно е и граѓаните посовесно да се однесуваат, односно да не употребуваат нееколошки средства за загревање. Доколку од идната година започнат да ги загреваат домовите на плин или пелети, ќе има позитивен ефект. Новата театарска зграда во Велес испишува нова историја во полето на културата. Бројните театарски представи, разновидната програма и манифестациите организирани од нивна страна привлекоа голем број на публика, не само од Велес и околните градови, туку и од странство. Новата театарска зграда и извонредните представи што се одиграа од страна на актерите се причина во изминатата година бројот на посетители да се искачи на 40.000. Оваа бројка е соодветен на репер на богатото културно минато кое го има општина Велес, вели Васил Зафирчев, актер и директор во театарот Джинот. Во рамките на целата година
сите настани ги проследиле некаде околу 40.000 гледачи, што е една респектабилна бројка кога е во прашање Велес како град. Ние броиме само 47.000 жители и тоа е навистина една сериозна бројка кога е во прашање новата театарска зграда, што само ја го оправдува нашиот ентузијазмот на публиката, државната политика и политичката одлука воопшто да се изгради нова театарска зграда во Велес. Со еден збор се оправдува целокупната капитална инвестиција. Велес да добие една современа театарска сцена на која што и сега и во иднина ќе може да се создаваат референтни производи по сите европски и светски стандарди. За прв пат годинава како дел од главниот репертоар на програмата беше режирана и театарска представа за најмладите. Зголемениот број на актерска екипа, вели Зафирчев, ни дава можност да изготвиме побогата програма за најмладите. За прв пат годинава продуциравме представа намената за деца од 0 до 14 години, кое што е дел од главната програма на театарот и е директно субвенционирана од Министерството за култура. Станува збор за представата Мачорот во чизми, работена според приказната на Шарл Перо, во драматизација на Катерина Момева, во режија на Дејан Дамјановски. Тоа како интенција ќе продолжи во иднина. Ние имаме во план и следната година да реализираме, ако не два, барем еден проект наменет токму за децата и сметаме дека тоа е исклучително важно во негувањето и воспитувањето на најмладата публика која во иднина ќе биде токму она сериозна публика која што редовно ќе ги посетува и представите од вечерниот репертоар на театарот. Старицата од Калкута, Добрата надеж, Спанајќ со пржени компири, Федра, Класен непријател, се само дел од репертоарот кој до крајот на годинава публиката ќе може да ги погледне на сцената во театарот Джинот. Годинешната програма ќе ја заокружат со четвртата премиера, односно со преизведба на представата Ана Комнена по домашен драмски текст на Сашо Димовски, а во режија на Ненад Витанов. Секторот за внатрешни работи Скопје поднесе кривична пријава на 5 лица за неовластена набавка на поголема количина на синтетичка дрога, екстази и хероин наменета за улична продажба. Во продолжение вести од Македонија. СВР Скопје поднесе 2 кривични пријави против лицата БМГ 30 години, ДС 34 години и ИН 38 години од Скопје, како и против СМ 43 години од Скопје и ТК 43 години од Гевгелија, поради основано сомнение дека во текот на минатиот месец неовластено набавиле поголема количина на синтетичка дрога, екстази и хероин, наменети за улична продажба. Како што соопштија од МВР, засторените кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори. Судија на претходна постапка на СМ и ТК им одредил мерка притвор во траење од по 30 дена. Единицата за недозволена трговија со дрога превзеде мерки за утврдување на движењето на пријавениот БМГ и локациите каде би можел да врши препродажба на дрогата, при што на 12 овој месец околу 19 часот во населбата Капиштец од полициски службеници на единицата извршено било легитимирање и преглед на ДС и ИН, како и преглед на моторното возило во кое биле пријавените, при што кај ИН биле пронајдени и одземени 14 таблети екстази со наредба од судија на претходна постапка. Истиот ден бил извршен претрес и во домот на БМГ, каде биле пронајдени и одземени 0,58 грама амфетамин во прашкаста форма, 3,4 грама амфетамин во грудчеста форма, дигитална вага со траги од амфетамин, кокаин и марихуана, како и 27.500 денари и 250 евра. Второто кривично дело го извршиле СМ од Скопје и ТК од Гевгелија, при што СМ по претходен телефонски договор со ТК од засега непознато лице од Скопје набавил 30 грама хероин и за 420 евра му го продал на ТК, кој планирал
цел улично да го продава на уживатели. На 15 овој месец СМ планирал да продаде поголема количина на хероин на лице од Гевгелија, при што во вечерните часови било забележано возило со гевгелиски регистарски таблици, од кое излегле 3 лица и се упатиле кон домот на СМ. Откако лицата кратко се задржале, излегле и со возилото се упатиле кон напатната рампа Петровец, каде од полициски службеници од единицата биле сопрени и легитимирани и по извршениот преглед над нив и претрес на моторното возило, кај ТК сокриено во чорапите било пронајдено едно полиетиленско кесиче со 30 грама хероин. ТК, заедно со другите 2 лица кои биле во возилото, се приведени во службените простории на единицата, соопшти МВР. Најголемо учество во бруто домашниот производ на Република Македонија во 2014 година има Скопскиот регион со 42,8%, додека најмало учество има Североисточниот регион со 5,0%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Поголем бруто домашен производ по жител во споредба со просекот на Република Македонија имаат Скопскиот регион со индекс 143,6, Југоисточниот регион со индекс 119,2, Вардарскиот регион со индекс 107,5. Сите други региони имаат бруто домашен производ под просекот на Република Македонија. Најновите информации од светот ги има колешката Сања Левкова Ангелова. Да погледнеме. 1550 килограми марихуана прошверцувана од Албанија запрени италијанската полиција во пристанишниот град Бари. Во акцијата уапсени се и тројца албански државјани на возраст од 26, 34 и 42 години. Дрогата била натоварена на моторен чамец. Албанската полиција во Валона и Фиер води истрага за идентификација и апсење на други лица кои се инволвирани во оваа криминална активност. Во 3 одделни акции, албанската полиција заплени 320 килограми марихуана, од нив 206 килограми оставени во близина на островот Зврнес, додека останатата количина во Валона и Тирана. Ноќеска во Пукотница во францускиот кварт во Њу Орлеанс застрелани се 10 лица, од кои еден човек им подлегнал на повредите. Полицијата уапсила 2 лица, а застрелани се 8 мажи и 2 жени на возраст меѓу 20 и 37 години. Како што соопштуваат од полицијата во Њу Орлеанс, инцидентот се случил на улицата Бурбон. Започна 9-дневната жалост на Куба по повод смртта на револуционерниот лидер Фидел Кастро. Весниците во оваа земја се печатени со црно мастило во знак на жалост, наместо црвеното кое е обележена гренма, официјалниот дневен весник на Комунистичката партија, и синото мастило на весникот на Комунистичката бунтовна младина. Продажбата на алкохол е забранета, знамињата се на половина копија и се откажани сите концерти. Дејан Недев, најдобриот македонски каратист, освои втор златен медал на Европското првенство во традиционално карате, кој се одржува во Кралјска гора. Тој претходно беше најдобар во изведба на кати, а второто злато го надоврза и во дисциплината кумите борби. Овие резултати се историски најголеми во кариерата на Дејан Недев, откако настапува на европските првенства. Во продолжение останатите вести од спортот. Ракометарите на ГРК Борец ја забележаа и четвртата победа во низа, откако на домашен терен го совладаа составот на Охрид со 30:28 во надпревар од 12-тото коло во Суперлигата. Претходно Велешкиот клуб ги победи Радовиш, Пролет и Работнички.
Тренерот Васил Василев задоволен од исходот на надпреварот. Исклучиво напнат надпревар, о кој што не го отвориме како што треба. Најдобри сили изнајде да направиме еден вид пресврт. Моментот кога не можеме соодветно се справиме со нив, фатија голманите неколку топки и резултатот се заврти во друга насока. Влеговме полни со самодоверба во надпреварот, вели Ивица Илиев. Надпреварот помина во една тезична атмосфера пред се. Ние влеговме во полни со самодоверба ради тоа што претходните 3 утакмици ги добивме. И мислам дека утакмицата веќе однапред имаме притисоки од јавноста да добиеме и влеговме во преголема желба, макар што имаме и повреди. Најефикасни кај домаќините беа Димитриевски со 10, Ордев со 7 голови, додека кај гостите премалку беа 11 голови на бекот Кобетич, додека левото крило Андоновски имаше 5. Денес имавме претежно облачно време со локален слаб дожд и појава на магла по котлините. Веќе во вечерните часови повторно врнежи од дожд. Од утре се очекува врнежи од дожд проследени со силен северен ветер кој ќе предизвика значителен пад на температурите. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. Ова беше и последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!